Министерството за труд и социјала во изминативе 4 години инвестираше повеќе милиони денари во социјалната заштита во општина Виница, овозможувајќи реконструкција на 2 објекти во селата Трсино и Стибања и нивно преадаптирање во детски градинки кои заедно имаат капацитет за згрижување на 70 деца од руралните населени места. Со средства од Министерството за труд и социјална политика се изгради и успешно работи детската градинка во Трсино, инвестиција 2,5 милиони денари, градижни работи и опрема. Реновирана е централната кујна во матичниот објект на детската градинка со сопствени средства во висина од 600.000 денари. Реновирани се 6 тоалетни јазли исто така во матичниот објект со сопствени средства во висина од 200.000 денари. Изградена е и успешно работи детската градинка во Истибања и како што може да видите зад мене е последното проширување на 3 занимални и простор за складирање на пелети. Инвестиција вредна околу 3 милиони 100.000 денари, од кои локалната обезбеди 800.000 денари, а остатокот се сопствени средства. Веќе започна да пристигнува и договорената опрема за овие 3 занимални, вредност милион денари, средства обезбедени од Министерството за труд и социјална политика. 2010 година градинката беше посетувана од просечно околу 220 деца, а сега во моментот имаме неде околу 400 деца. Покрај градинките, за прв пат беше отворен и дневен центар за стари лица во село Истибања, кој представува одлично катче за дружење на 170 пензионери од селото, а во кој се вложени околу 20.000 евра. Адаптиравме простор во село Истибања за лица во постара возраст, односно за пензионери, и тоа е едно прекрасно место каде што нашите пензионери се дружат. Изградивме и рурална детска градинка во село Трсино и во село Истибања, кои функционираат. Во моментот се чека и новата опрема за проширениот капацитет на детската градинка во вредност од 3 милиони денари, со кои се овозможи дополнително згрижување на нови 50 деца. Во текот на 2016 беше извршена и делумна реконструкција на дневниот центар, а Министерството даде подршка и во реконструкцијата на Агенцијата за вработување.